Сојузот на синдикати на Македонија, конкретно нивниот грански синдикат УПОС, изрази незадоволство од владината одлука за покачување на минималната плата за 1812 денари. Велат, донесена е без нив и работодавачите. Прв пат се случува за ова, имајќи во предвид во каква држава живееме, нема да биде ни последен пат. Апсолутно сме незадоволни од ваквата одлука на владата, ги знаете нашите барања, знаете што баравме во минатото, од тоа не отстапуваме. Мислам дека се небулозни они изјави на владата дека ќе дозволат работодавачите и синдикатите да се договорат, потоа они ако треба да покажат платата. За УПОС, токму владата е најголем работодавач. Владата е најголем работодавач во државата и во државата се вработени 129.000 работници во јавниот сектор, од кои минимум 25.000 директно зависат од усогласувањето на минималната плата. Што значи дека и треба да стајате вие дека ова не е покачување на плата. Ова е само усогласување што треба да го добијат сите работници во државата, во јавниот сектор, пошто кај нас е така, линеарно, со порастот на животните трошоци, порастот на просечната плата. За репрезентативноста, синдикатот состав. Има закажана седница на Комисијата за репрезентативност во петок. Што ќе се одлучи на таа седница не можеме да знаеме. Јас можам да кажам дека исто во петок е закажани седница на претседателството на Сојуз на синдикати на Македонија за кој ќе се одлучува за понатамошните чекори. Дека сме задоволни од ова, не сме задоволни. Од владата се децидни. Одлуката се темели на законска основа. Апсолутно е законска и сметам дека понатаму е оставен простор во тој диалог социјален, каде што е трипартитен, владата, работодавачите и синдикатите, доколку се договорат овие репрезентативни синдикати, ние тоа да го испочитуваме како влада. Минималната плата од април ќе порасне за околу 2200 денари, најави вчера премиерот Христијан Мицкоски, додавајќи дека новиот износ ќе изнесува 24.400 денари, согласно законската методологија за пресметка.